Поштовани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Се смирува состојбата со пандемијата во Тетовско, се намалува и бројот на пациенти кои имаат потреба од медицинска помош. Угостителите често беа затворани, со добро менаџирање може да се издржи тешкиот период, сметаат угостителите. Гостивар за време на месецот Рамазан е преплавен со просјаци, меѓу кои голем дел се деца и доаѓаат од други места. Се смирува состојбата со пандемијата во Тетовскиот регион, се намалува и бројот на пациенти кои имаат потреба од медицинска помош. За да не се повтори бранот, лекарите велат дека е потребно да продолжи процесот на имунизација, но и граѓаните задолжително да ги почитуваат и мерките за заштита. Во ковид центарот на Тетовската клиничка болница моментално се хоспитализирани 35 пациенти. Се намалува и бројот на лица кои имаат потреба од амбулантски прегледи. Лекарите велат дека состојбата со пандемијата се смирува. За сега ние имаме 35 хоспитализирани пациенти. Ситуацијата, значи сега имаме подобрување, би рекол, благо подобрување. Оти, нели, овие 2 недели имавме навистина голем број на пациенти, имавме и починати, така да сега постепено се смирува ситуацијата. Значи, амбулантските прегледи ни се намалени, имаме околу 20-30 пациенти, нели имавме над 70 и до 100 пациенти. После имаме пациенти, значи тие што беа со лесна клиничка слика, тие пуштени се дома. Во ковид центар имаме пациенти кои што над 20 пациенти се со блага клиничка слика, така да и тие се очекуваме овие денови да бидат пуштени на домашно лекување. Но имаме и други пациенти кои што се од пред 2 недели, така да имаме со коморбидитети кои што се тешки други хронични болести, кај нив значи се уште се прават сите напори за да и тие се лекуваат и се пуштат дома. Значи, општо ситуацијата ни е така подобрена. Лекарите оценуваат дека овој бран беше многу посилен од ноемврискиот. Изгледа сега некако и здравството и населението мислеа дека бранот сега што беше помек, би рекол наводници. Бранот сега беше, да речем, 40% појак од ноемврискиот. Оти и според бројките што ги имавме пациенти, и според амбулантските прегледи, и според клиничката слика, плюс најверојатно имавме и овој британски сој, значи пациенти ни доаѓале порано со позитивни тестови, така да овој бран беше навистина полош од ноември. Дај Божи да немаме друг бран. Али тоа све ќе зависи од вакцинацијата колку брзо ќе се спроведе. Ако се спроведе брзо, најверојатно немаме да имаме друг бран. Покрај имунизација на населението, за да не се повтори бранот, лекарите велат дека граѓаните задолжително треба да ги почитуваат и мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот. Воведовме одличен модел на балансирани мерки, смета министерот за здравство Венко Филипче. Тој додава дека веќе е намален и притисокот врз болниците. Веќе испразнато оделението за урологија и ќе се врати во тегнена делова функција, а после празниците оделението за пластична хирургија, значи хируршките оделенија се ослободуваат, она оделение за травматологија се уште останува ковид центар, заради тоа што травматолошките пациенти се сместуваат на клиниката за ортопедија, значи тоа е една функционална единица и тоа добро функционира. Мерките дополнителни се воведоа за да се намали притисокот кон болниците, ги воведовме кога веќе имаше надолен тренд, значи веќе опаѓа бројка, што значи дека и до тогашните мерки, а тоа беше само полицискиот час, без угостителските објекти, дава резултат. Но сакавме некои работи да забрзаме и едноставно да здивнат и болниците и кадарот кој што работи. И во таа смисла, споредувајќи ги трендовите и во околните земји, а сите околни земји има различни рестриктивни мерки, мислам дека воведовме одличен модел на балансирани мерки. Една умерена рестрикција и комбинирана со одговорноста на граѓаните. Сметам дека таков начин на организација, комбинирана со одговорноста на граѓаните, ќе не доведе у ситуација да нема прекршување на мерките, едноставно сите со собствената одговорност покажаме дека може да се функционира и во присуство на вирусот.
Комисијата за заразни болести секогаш работи стручно, навремено и мудро, истакна денеска председателот на владата Зоран Заев за предлогот да нема полициски час за Великден и Рамазан Бајрам. Според него, мудроста на одлуките на комисијата придонеле до намалување на бројките. Комисијата прво секогаш работи стручно, навремено и мудро би рекол, а тоа се потврдува прво од мудроста на одлуката да пред 3 недели или некои 22-3 дена, кога беше стигната платото на кривата и почнато паѓањето, донесе одлука за затварањето на гостителските објекти и ставање на полициски час од 20 часот, со конечна цел да превенира токму пред празниците, но и еднакво важно да ги одмори здравствените работници и да придонесе во намалувањето на окупацијата на здравствени места во здравствените институции, како и севкупното паѓање на бројката. Во моментот кога се предложи таа одлука од здравствената комисија, бројките беа 1511, 1520 и слично. Веднаш на следната недела бројките паднаа помеѓу 1200 и 1300. Па после таа недела паднаа 800 и 900, за да денеска еве ги бројките се 400, 300, вчера беа под 100 или слично, што значи мудроста во предлагањето и секако инвентивноста, но и знаењето имат своји содржини. Нашиот народ преку 85% е по религијата, е религиозен. И драго ми е што комисијата, но и главниот кризен координативен штаб водат грижа за социјалниот и традиционалниот живот на нашиот народ, без разлика дали се работи за огромното мнозинство православни христијани или за второто по големина, припадници на муслиманската верска религија. И од тој аспект, секако, заедно вчера одржавме и состанок со верските лидери на двете најголеми верски заедници, за да не само за сабота, односно за 1 мај, во предвечеријето на 2 мај, за Великден заедно изменаџираме со верските лидери, туку и за предвечеријето на Рамазан Бајрам на 13, односно вечерта на 12, да заедно ја испратиме пораката дека еве овој викенд се очекува топло време, сите да бидеме надвор, држејќи дистанца, истовремено да се изменаџира комплетно дури влегувањето во храмовите, дали се црквите или џамиите, да биде секако согласно протоколите и мерките, да испратиме пораката до граѓаните дека ако продолжиме понатаму, како што и досега правиме, да ги почитуваме мерките, пред се на лична заштита, мерките на негрупирање, кога треба да се најдеме во група, секако да носиме маска, ако може и двојна заштита, дупла маска, во целиот овој период. Ке можеме да го потврдиме вниманието за важниот социјален аспект на животот на граѓаните, а тоа е исползување на верата и традицијата, секако на сите, а при тоа да не дозволиме да се нам зголемат бројките. Угостителите се првите кои се затвораат кога бројките на новозаразени растат, но со добро менаџирање може да се издржи тешкиот период, сметаат угостителите. Периодот кој измина беше тежок за угостителите и угостителскиот сектор, со оглед на тоа дека угостителските објекти се првите кои се затвораат кога бројките на новозаразени се во пораст, но со добро менаџирање на работата се успева да се излезе на крај, смета угостителот Даниел Поповиќ од Тетово. Вели, мерките и протоколите се за доброто и здравието на сите. Угостителите повеќе пати беа затворени, а се соочуваа и со ограничувања во работното време и бројот на гости, што довело и до загуби. Бележиме загуби, меѓутоа владата најави дека ќе има некои мерки од нивна страна, ќе почекаме некој период, да видиме што сега најавија дека бавчите ќе се отвараат, со тоа што ние се надеваме дека ќе има малку работа да се покриеме со загубата. Со оглед на тоа што беа само угостителите затворени, да, имаше голем удар, не е само кај нас, кај сите, и би ги замолил сите колеги и ортаци што се газди и сопственици на вакви угостителски објекти да се стрпат, затоа што тоа се е направено за наше добро, па да се надеваме дека ќе помине што поскоро и дека ќе имаме сите работа. Не е многу возможно да се работи со протоколи затоа што имаш многу ограничувања, значи не смееш да правиш роден ден и крштевки, треба да имаш сали поголеми за такви, ограничен е бројот на гости. Значи меѓутоа све е нормално, све е тоа процедура, таква е ситуацијата, ние не сакаме да биде тоа на жал. Тоа е што е,
мора да се бориме со тоа. Све тоа, значи, може да се у договор иде со газдата, со партнерот, со сопственикот, да се договориш за кирија, дали ќе се намали, дали нема да се плати. Значи има решение додека има добар муабет. Ако нема муабет, џабе ништо не можеме да направиме со сила. Се очекува во престојниот период да има зголемување на обемот на работа со оглед на празничниот период и олабавувањето на рестриктивните мерки. Гостивар за време на месецот Рамазан е преплавен со просјаци, меѓу кои голем дел се деца и доаѓаат од други места. Многу од нив немаат лични документи, поради што социјалните служби не можат да им помогнат и да ги тргнат од улиците. Питачењето е појава која што постојано ја има на гостиварските простори, но периодов поради месецот Рамазан е многу поизразена. Улиците во Гостивар се преплавени со питачи, возрастни мајки со бебиња, но и многу деца оставени сами да бараат милост од минувачите. Како и во претходните години може да се забележи дека поголемиот дел од питачите се дојдени од други места, со намера да собираат пари, ако се земе предвид дека Рамазан се смета за време кога муслиманските верници треба да помагаат на сиромашните и да покажат хуманост. Социјалните служби во координација со полицијата прават напори да делуваат и да им помогнат на децата, но велат рацете им се врзани со оглед дека повеќето од нив немаат лични документи, а не достигаат и капацитети за нивно згрижување. Питачењето, а особено злоупотребата на малолетниците во тој поглед, е проблем со кој справувањето оди тешко. Проблемот е тука во сместовачките капацитети. Она што ние како центар го имаме регистрирано како проблем е тоа што ние излегуваме на терен, значи работиме со тие деца, се трудиме да помогнеме на децата што се на улица. Меѓутоа проблемот е со тоа што тие што се од тука, од градот, лесно можеме да ги најдеме и родителите, да укажеме, значи да ја тераме постапката како што треба и да им помогнеме на тие луѓе. Ако не се корисници на ГМП, нели да користат ГМП и да им објасниме кои права може да ги користи, за да можат тие луѓе да се тргнат и тие деца од улица. Меѓутоа, проблемот е што голем број од тие питачи не се од тука, од нашата општина. Значи, тие се што идат од други општини и голем проблем е што тие деца немаат и соодветна документација, значи немаат изводи на родини, не се регистрирани воопшто. Питачењето е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир и за ваков вид на прекршок е предвидена глоба од 15 до 50 евра. Родителите или други лица кои непосредно ќе ги инволвираат своите деца или други малолетни деца во питачење, се соочуваат со кривична одговорност и затворска казна од најмалку 5 години. Законските одредби се едно, но праксата и состојбите на терен друго. Многу деца и натаму остануваат на улица да молат за некој денар од граѓаните, а при тоа остануваат и гладни и боси. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 63 лица, 33 лица од Тетово и 30 лица од Гостивар изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 21 лица од Тетово и на 25 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 502 лица од Тетово и 241 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не биле констатирани непочитувања на истите. На подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 3 прекршувања на полицискиот час во Тетово и 1 прекршување во Гостивар. Вчера во 14 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 28 годишен тетовец, кој претходно физички ја нападнал неговата 65 годишна тетка, а потоа според пријавеното со остар предмет и ја уштетил и влезната врата од куќата. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска половина час по полноќ 21 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека 20 минути пред тоа, пред неговиот дом на улица Благоја Туска во Тетово, физички бил нападнат од 2 лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
Вчера околу 20 часот и 10 минути, 32 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека еден час пред тоа, пред зградата во која што живее, на улица 180 во Тетово бил физички нападнат од две лица, од кои едното го познавал. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 11 часот и 35 минути во СВР Тетово пријавено е дека 62 годишникот Република Албанија додека изведувал градежни работи на куќа во изградба во Гостиварски градец, се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде што бил пренесен за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. 30 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Борис Кидрич во Тетово бил каснат од куче скитник. Во првите 3 месеци од годинава на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 115 нарушувања на јавниот ред и мир, или 4% помалку во споредба со истиот период лани. Во првото 3 месечи од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово регистрирани се вкупно 115 нарушувања на јавниот ред и мир, во Тетово 52 и 63 во Гостивар, или 4% помалку во споредба со истиот период на минатата година. Најголемиот број од нарушувањата, односно прекршоците, се целосно расчистени и заокружени со 134 барања за поведување на прекршочна постапка против 169 сторители. Во овој период не се пријавени прекршоци во училишта, а евидентирано е само едно прекршување во Тетово на спортски надпревар. Меѓу прекршоците во 3 месеци јануари, февруари и март годинава најбројни се физичките напади, 25 во Тетово и 33 во Гостивар. Потоа имало 5 тепачки во Тетово и 4 во Гостивар, а регистрирани се и 18 случаи на расправање, дрско и непристојно однесување, како и 10 случаи на агресивно однесување кон службено лице. Најчесто место на случување и во периодот за кој станува збор се улицата и угостителските објекти во град, а биле извршени со поединечно учество на сторителите, најчесто од машки лица, додека само во 7 случаи биле инволвирани жени. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!